Дали знаете за старото предание според кое во Прилепски Варош на времето имало дури 77 цркви? Тоа предание и ден денес помалку или повеќе е живо меѓу прилепчани и на поширокиот простор. Но кога се уништени големиот број цркви од Варош? Веројатно тие не се урнати во времето на крали Марко, кога Прилеп бил седиште на тогашната држава. Се чини дека нивното пропаѓање се случило со големата наезда на османлиите, кои Македонија вистински ја освоија дури по смртта на легендарниот крал Марко. Имено материјалот од кој биле градени подоцна се среќава во некои градби во Прилеп, кои што ги граделе турците и турските власти. Меѓу нив посебно џамиите, но и некои други градби како што се одредени ѕидини кои постоеле на просторот меѓу Варош и Прилеп, како и на просторот на самиот град. Денешните христијански цркви во Варош, кои обстојале под различните удари на времето, според старите писатели биле активни се до 1931-32 година. Црквите Пресвета Богородица Пречиста, Свети Петар и манастирската црква Свети Архангел Михаил се активни и денес. Дали знаете дека златната пастрмка за жителите на селото Вруток стана стварност пред 35 години? Во рибникот во Вруток со вкрстување е добиена златна, од неодамна и сребрена пастрмка од ихтиологот Вангел Стефановски. Златната пастрмка е родена во рибникот во Вруток во 1987 година, сосема случајно, и тоа само еден мажјак. Златната пастрмка е резултат на вкрстување на мажјак од калифорниска со жолта боја и женка од калифорниска пастрмка со стандардна боја. Ихтиологот Вангел Стефановски докторирал во областа на рибарството и станал универзитетски професор. Својата научна приказна со златната пастрмка ја почна во рибниците во селото Долна Бањица, каде се одгледува подмладок, а во Вруток пастрмката е наменета за натрпезите.